Почитувани присутни, добар ден. Дозволете ми да ве поздравам во името на Цивил Центар за Слобода, невладина организација која веќе 19 години се обидува со сите своји напори да ја направи Македонија попристојно место за живење. Во рамките на својот проект Слободни медиуми за слободно општество Free Media for Free Society, подржан од Министерството за надворешни работи на Сојузна Република Германија, Цивил Центар за Слобода е денес домакин гостин во Куманово како организатор на оваа панел дискусија, чиј работен наслов е Диво населје 3 години потоа. Велам домаќин гостин, од причини што иако пред малку допатувавме во Куманово, за сите оние години наназад во период во кој кон активистите на Цивил беше покажувано со прст во одделни делови во Македонија од одделни представници на локална или централна власт, во Куманово секогаш сме наидувале на добре дојде и на топла подршка за нашата работа и затоа слободно можам да кажам дека секогаш се чувствуваме изморедно пријатно кога, еве ќе кажам, гостуваме во вашиот град, иако се чувствуваме и како домакини. Имам особена чест да ги представам учесниците на денешната панел дискусија. Оваа панел дискусија е замислена и како дискусија, меѓутоа и интерактивно со учество на сите присутни, од медиумите до активистите од невладиниот сектор и граѓаните. Наши денешни панелисти ќе бидат ќе почнеме од градоначалникот на општина Куманово, господин Максим Димитриевски, председателката на Советот на општина Куманово, господја Атина Магрешанска, активистот Флоријан Речепи од Младинскиот центар за интеркултурен диалог. Како и господинот, мене ми е многу драго што и тој е денес тука, Авди Авдил, граѓанин на Куманово, кој во оние настани пред 3 години за кои денес ќе зборуваме даде една порака на една изјава на новинарите која како видео порака потоа беше стана хит на интернет, беше пренесувана и која на многумина во Македонија им ја врати надежта дека оние кои замислија пред 3 години едно крваво сценарио, дека нема да можат да успеат. Верувам дека тие негови реченици и онаа преградка после со неговиот сограѓанин покажа и понатаму ќе бидат една насока и насочница како граѓаните на Македонија, како кумановчани, етнички македонци или албанци сеедно, гледаат на овој проблем и на обидите некој да пролева крв. Пред да почнеме со разговорот и со дискусиите, сакам само да кажам дека идејата на Цивил да ја организира оваа панел дискусија е можеби во тоа што пред една година и неколку дена Македонија беше на работна државен удар, на работна граѓанска војна. Пред 3 години, токму на денешен ден, токму на денот на победата над фашизмот, денот на Европа, Македонија не беше на работ, беше во вистинска војна, без оглед на режијата на таа војна претходно. Во Куманово се пукаше, во Куманово се пролеа крв, загинаа осумина припадници на полицијата, на безбедносните сили, загинаа, да не заборавиме, и дел од луѓето од другата страна. Сето тоа што се случи тогаш е една порака која е многу лесно да се каже, никогаш да не се повтори. Меѓутоа, сето тоа што се случи тогаш е неминовноста, предизвика неминовност и тука во Куманово и ширум цела Македонија да се разговара, за да се одговорат на прашањата за кои председателот на Цивил Џавер Дерала неколку пати говореше дека без соочување со минатото и без разоткривање на вистинските виновници за она што се случи во Куманово, па и наназад за она што се случуваше во 2001, без соочување и лоцирање на виновниците не може да се оди напред. Токму затоа е и денешната трибина во вашиот град. Ќе започнеме со едно прекинато интервју на господинот Максим Димитриевски на 10 мај 2015 година. Интервју која покажува дека тогаш покрај Куршумите се водеше и медиумска војна, се водеше и едно прикривање на фактите,
кое требаше да го дополни хаосот кој владееше. Денес во текот на денот жители на Диво населје се уште беа евакуирани од населбата, цели семејства со она што можеле најбрзо да земат и напуштаа населбата и сега токму дел од одлуките на Советот на општина Куманово кој одржа седница вонредна попладнево за однесуваат на евакуираните граѓани, на оние кои станаа внатре, но што точно одлучи Советот ќе ни каже председателот Максим Димитриевски. Господин Димитриевски, добро дојдовте во вестите на Канал 5, кажете ми што одлучивте днес, како ќе им помогнете на граѓаните на Куманово? Денес во нашата општина не може да се каже добар ден. Советот ги презема сите своји законски обврски овластувања и донесе одлука да учениците не ја постуваат настава додека не се обезбеди доволна безбедност, исто така и детските градинки. Покрај останатите одлики кои што се однесуваат во делот на подршка за штабот Општински штаб за заштита и спасување. Воедно сакам во оваа прилика да го искажам моето искрено сочувство до сите загинати припадници и нивните семејства, на силите на безбедност и сите останати жртви од овој воен конфликт кој што се случи во Куманово, бидејќи факт е дека во Куманово ние имавме последните 24 часа војна. Морам да ви кажам дека граѓаните на општина Куманово се апсолутно свесни што всушност ни се случува. Едноставно никој не може во градот да свати како пред 7 дена кога владеачката гарнитура држеше конгрес во Куманово се беше апсолутно мирно, а денеска дури ни информираат на пресконференција дека во Куманово се случило вооружен конфликт. Ние тоа го почувствуваме директно на нашите глави и од овде јавно го прашуваме и премиерот зошто не дојде во Куманово да ја одржи пресконференцијата и да ја објасни на кумановчани кои им остави траен белег во историјата да се чувствуваат како граѓани на град кој што е свесен да генерира конфликти кои што се способни да ја дестабилизираат состојбата во целиот регион. Едноставно порачувам и на него и на ужелената министерка Јанкуловска во моментот веднаш да си поднесат оставка и да пуштат луѓе кои што се способни да ја водат државата и да преземат одговорност. Како? Ке ве молам да не ме прекинувате и да ми дозволите да се доискажам. Како беше можно припадниците кои што лавовски се борија да не заштитат да ги пуштат по вкрстен го слушавме, тоа беше колешката Елена Ивановска, сега директно од Куманово, ние продолжуваме понатаму се обвестите. За високиот Со оглед на претходниот договор, можеме да ја отвориме дискусијата со насловот на панелот. Диво населје 3 години потоа. Овде зборувате емоционално, овде сте полни адреналин на оваа изјава, што е и нормално, после 24 часовни покотници во вашиот град. Како денес гледате на таа работа? И дали денес таа населба во Куманово е се уште диво? Благодарам, најпрвен поздрав до вас, до целиот тим на Цивил, до сите присутни на оваа трибина, панел, дискусија. 3 години потоа, 9 и 10 мај 2015 година, кај сите нас, како граѓани на општина Куманово, остави многу длабоки траги. Првенствено остави една лоша слика за нашата општина, дека влезе во историјата, светската историја, како град кој е способен да генерира тероризам. И тоа е нешто што сите ние заедно првенствено мора да го исправиме. Од друга страна, ден денешка како човек жалам за сите оние згаснати човечки животни на припадниците на Министерството за внатрешни работи, за кои што сум убеден дека и ден денеска беа пуштени да служат како живо месо на поединци кои што се уште не ми е познато од какви цели дојде и од какви поводи. И јас во една прилика реков, на Куманово државата му должи одговор да каже кој тоа беше сценаристот, а кој режисерот на кумановските настани. Од позиција денеска на градоначалник се обидувам и јас самиот, а и да создадам слика во Куманово, граѓаните да го заборават. Овојак што побрзо. Но да учиме од онаа што не се случи за минатото, бидејќи дефинитивно во тие моменти на тешка криза, кај што беа испукани повеќе куршуми,
за 48 часа, отколку за целото ослободување на Куманово во време на Втората светска војна. Куманово беше во дводневна војна, замислете, во период кога Европа во духот на Шуман и Монево празнуваше Денот на Европа, 9 мај, или во исто време на исток се одржуваше една од најголемите воени паради во Москва во знак на одбележување на Денот на победата на фашизмот. Во едно мало Куманово на Балканот се случи мини дводневна војна, која што на крајот резултираше со загуба на човечки животи. Јас никогаш не добив можност да ги отворам документите и да погледнам што тоа се случило, и веројатно постојат одговорни државни структури кои што може да го сторат тоа. Но и тогаш и денеска тврдам дека за овој настан беше потребна паралелна експертиза или истрага на надворешни субјекти во соработка со наши внатрешни независни експерти кои што ќе утврдат суштината што тоа се случи во Куманово. Ние денеска имаме судски одлуки, имавме обвинети, имаме осудени лица за тешки кривични дела против државата, и јас во делот на одлуките на судот нити имам намера, нити ќе коментирам, тие се конечни, такви какви што се, судот одлучил и тука не можам да навлезам, но како градоначалник на овој град секако дека до последен здив ќе се борам кумановчаните да ја дознаат вистинската мотивација за овој настан. Бидејќи првенствено целиот настан отпочна во раните утрински часови. Се случија пукотници во диво населје, но според искази на поединци и пукотници во одредени делови на градот со движење на возила, учество на полициски возила во истите и така натаму, и создава простор, барем кај мене да сметам дека се случи нешто што беше претходно, можеби планирано од страна на поедини структури. Во делот на командната одговорност и полициската поставеност, најголем дел на одговорните лица кои што раководеа со таа акција, во која што полицијата имаше огромни губитоци, никој не поднесе оставка. Паралелно со тоа, голем број на полициски службеници беа финансиски наградени за самата поставка. Целиот тој случај не излезе во јавност, значи не се обелодени, дали тоа тие кои што седеле во канцелариите, во делот на безбедносните служби, а биле наградени, ги заслужиле тие средства или пак треба да поднесат одговорност првенствено од делот на луѓето кои што биле ангажирани во штабот за целата ова акција. Моите сознанија се дека полициските сили кои што се отидени по налог да интервенираат во населба диво населје во Куманово или Тоде Мендел, се отидени таму со налог за претрес на куќа поради наводно скриени наркотици и така натаму. Од друга страна, доаѓаат информации дека паралелно големи полициски сили има упатено на други локации вон градско подрачје. Претходно во градот ние имавме една полувоена ситуација, кај што видовме голем број на полициски припадници со денови распоредени на пофреквентните места во градот, наоружани со огнено оружје од дополнителната опрема на полициските сили. Дури во близина на општината беше изградени своевиден бункер, импровизиран и така натаму. И ден претходно, кога прославувавме Ден на Европа во Куманово на 8 мај, веќе помеѓу јавноста се говореше дека има одредени униформирани групи кои што се влезени во градот. Значи, државата е тука, а првенствено оние кои што раководеле со самата акција да дадат изјава што тоа се случи во Куманово. Ние денеска на ниво на началник на СВР Куманово имаме друг човек. Оној кој што во тој момент управувал со полициските сили е отиден во пензија. И предпоставувам дека смета дека ќе биде амнестиран во делот на неговата командна одговорност. Различни се шпекулациите, но јас како официјален орган или представник на граѓаните до ден денеска не добив никакво објаснување, освен што добив штура информација во период кога извршував
позиција на председател на совет, побаравме информација од полицијата и добивме штура информација дека се случил таков настан со одредени податоци наведени кои што целата јавност ги знае. За Куманово е потребно да се утврди фактичката вистина. Убеден сум дека доколку некој сакаше да ја дестабилизира, сериозно да ја дестабилизира државата, тоа имаше можност да го направи една седмица претходно, кога во Куманово беше комплетната власт предводена од Никола Грујовски, како тогашен председател на влада и председател на ВМРО-ДПМН, кој што одржуваше конгрес за избор на нивното раководство во ВМРО-ДПМН. Замислите, никој во тој момент, кога ги имате сите државници на едно место, не реагира. Една недела подоцна се случува овој настан, затоа што претходно беше најавен големиот собир на опозицијата во Скопје на тој термин. Сметам дека некој сакаше да го одвлече влијанието од актуелната политичка состојба во државата, поврзана со сите оние теми кои што беа актуелни, а тоа беа бомбите на Заев или вистината за Македонија, кај што се презентира прислушуваните разговори на над 20.000 луѓе во државата и каде што се создаде еден голем анимозитет кон власта од страна на самата јавност. И цела во оваа состојба, пак ќе кажам, покажувам оваа како човек кој што чувствува врз база на предпоставки, сакаше да го одвлече вниманието на јавноста и да го дефокусира од актуелната политичка состојба. Предпоставувам дека нешто излезе вон контрола и не се случи тоа што не се случи. Но благодарејќи на нашите кумановчани, сите ние кои што сме специфични, прво во Куманово живеат десетина различни етнички заедничици и земајќи ги македонците. Покрај нас, од македонската заедница, тука се албанската, српската, ромската, влашката, имаме хрватска заедница, бошњачка заедница, турска заедница и сите останати кои што, да ми простат, нема да ги споменам. Специфичен град по својот карактер, по својот нарав, темпераментен народ, горд народ, но чесен народ. Беше свесен за сето онаа што ни се случува, уште во раните утрински часови и граѓаните, самите граѓани не дозволија ескалација на состојбата. За наша среќа немавме цивилни жртви и тоа е нешто што не спаси од понатамошни конфликти или од понатамошни сценарија кои што поединци сакаат да ги организираат во Куманово. Денеска можам да кажам дека после 3 години во Куманово животот функционира најнормално, дури и граѓаните извлекоа многу голем заклучок во делот на она како некој во минатото можеби свесно манипулирал со нив, па дури имам и поединци и пријатели лични, особено од албанската заедница, кои што Куманово го враќаат и на 2000-2001 година и создаваат и прават одредени компарации. Денеска Куманово е помудро, посмело, Куманово сака да биде составен дел на Европа и сака да стави крај на сите вакви случувања од минатото. Куманово во историјата е запомнет како град во кој што се случувале големи пресвртници, на нашите простори се одвивале големи историски битки, но исто така се случувале и големи историски мировни договори. Така да Куманово сака да го носи предзнакот град на мирот, бидејќи членуваме во асоциација на градовите на мирот. Секој кој што ќе се обиде од надвор да не дестабилизира, ќе најде на револт и одвојност кај граѓаните. И ние тоа вчера заедно со дел од амбасадорите, токму во тоа диво населје или населба Тоде Мендол и со местното население го докажа. Македонци, албанци, сите беа присутни тука, засадивме одреден број на дрвја, во фаза се изработка на нови тротоари во самата населба, каде што граѓаните понатаму ќе се вклучат во акцијата на пошумувањето и на тој начин ќе испратиме една порака на пријателство и една порака на мир, на соживот. Куманово е космополитски град и ние нема да дозволиме Куманово да скршне од тие насоки. Но секако дека ќе бараме од најодговорните да се потврди или конечно да се затвори прашањето со тоа кој тоа генерираше криза во општина Куманово.
Ме подсетивте денеска на оваа изјава, немам слушнато, може би година и повеќе. Веднаш по давањето на оваа изјава, не поминаа ни 2 минути, добив телефонска закана по живот. Беше процесуиран случај во СВР, беше најден сторителот, јавното обвинителство го отфрли делото. И тоа е Република Македонија. Се уште се потребни сериозни реформи во обвинителството и во правосудството, доколку сакаме да не ни се случуваат такви појави во иднина. Во тој момент вршев јавна функција председател на Совет или можеби второ рангиран на ниво на локална самоуправа. Но само можеби тоа е можно во Република Македонија и во некои афрички држави и никаде повеќе, но за жал ќе мора да учиме од таквите пропусти да не ни се повторуваат. Куманово има намера да стане европски град во духот на својот космополитизам, а во делот на сето онаа што ни се случи, веќе извлековме заклучоци и нашите граѓани се покажаа многу помудри од сите политички елити кои што владееа во тој момент на крстот. Една од работите е колку и да беа граѓаните свесни, посвесни од власта која ја има избрано во тој момент, лузни мораа да останат. Сепак, ете, и тој парк на пријателството, кој е символичен чин, оние нови згради изградени на местото каде што се пукаше и каде што се пролеа крв, се показател дека Куманово се движи во позитивна насока. Колку кумановчани ќе бидат доследни во она што го спомена и градоначалникот, во барањето на одговорите и во барањето на одговорност за вистинските причинители за оно што се случи пред 3 години? Да одговорам конкретно и директно, максимално можно, ќе останеме доследни на тие заложби да се најдат и вистинските одговори, кој стои за тоа немило сценарио и да се казнат сите вистински виновници, значи не само извршителите ве застанаа пред лицето на правдата, се заврши така како што се заврши, меѓутоа се уште се непознати нарушителите. Во оваа прилика и јас би сакала да се навратам на овој немил настан, не само како во моментов председателка на Советот на општина Куманово, не само како жителка на овој град, туку и како жителка на тоа тогаш по немил настан популарно наречено Диво населје или населбата Тодементо. Живеам недалеку од местото каде што се пукаше, воздушно многу близко, и тоа утро имавме најнепријатно, најнемило будење со покотници кои не беа во чест на денот на победата над фашизмот и денот на Европа, туку како резултат на нечии немили сценарија, би рекла и се уште тврдам, еве се навраќав по социјалните медиуми што тогаш сум пишувала и апелирала, нечи обид да не втурне во таква игра, во таква војна и такво сценарио со несогледливи последици, се со цел да се сврти вниманието од катастрофалното владење на тогашната гарнитура на национално ниво. Тоа што го работеше сегашниот градоначалник, а тогаш председател на Совет преку националните медиуми, ние сите како политичари, како граѓани, како невладини активисти, постојано го правевме преку социјалните медиуми пред се, во средбите со граѓаните, да што главната цел беше колку што може да се додржи и задржи мирниот дух, здравиот разум и ум и да не подлегнеме на провокациите. Затоа што сето тоа беше една голема, трагична и крвава провокација. За жал, тука ги загубија животите дел од безбедносните сили, дел и од учесниците во тој крвав настан, меѓутоа замислата, јас барем лично сум убедена, беше да биде многу поголем настан, од многу поголеми размери и да се втурнат граѓаните на Куманово пред се во меѓуетничка битка, би кажала. Уште во првите часови јас тоа го напишав на социјалните мрежи, дека попустим и крвав обидот, тоа не поминува во Куманово, не поминало ни пред 70 години, не помина ни во 2001 година, а уште помалку пред 3 години, кога веќе потврсто беа изградени врските меѓуетничките заедници. Тоа што се случуваше
беа моменти на неверица, на страв, на паника. Сите се трудевме, делуваме кој како може на смирување, на организирање од она што е официјални задачи на локалното раководство до она што ние како некакви чинители во политичкиот и во граѓанскиот живот во градот можевме да го направиме. Главно беше да не се поттикне прелевање на настанот ни подалеку во границите на општината, а ниту во републиката. Од сите добивавме пораки, повици за помош и дури апели за организирање на некакви одбранбени сили. Доаѓаме во Куманово да ве помогнеме, да ве браниме, смирувавме и апелиравме сите да останат таму кај што се, да го сочуваме здравиот разум, бидејќи така само ќе одговориме на тоа што сакаше тогашната актуелна власт. Ова што го кажа тогашниот председател, на сегашен градоначалник, и ние го поставивме како прашање. Помина цел еден ден со поготници, со непознаници, со веќе жртви, со шпекулации, а не се јавија најодговорните, ниту премиерот, ниту министерката. Не се јавија, не, може би веднаш да дадат точни одговори што се случува, ама барем да го смират сопствениот народ. Бидејќи, иако тие тоа не сакаат да го признаат, многу години на различни начини бевме злоупотребени, Куманово како неголема општина во Република Македонија, како мултиетничка, мултикултурна општина е дел од овој македонски народ, дел од македонската држава и заслужуваше и повеќе внимание, заслужуваше и повеќе доблест од тогашните носители на централната власт да бидат меѓу своите граѓани. Не беа и се случи тоа што се случи. За среќа во несреќа, таа војна беше само викенд војна, за 2 дена се заврши без поголеми размери. Ние со нашите комши, дел од мене седат и лево и десно, полека се враќавме во своите домови, се враќавме на нормалните токови, а веќе во понеделникот тогашниот лидер на опозицијата Зоран Заев, заедно со сите нас, беше меѓу првите што ги посети жителите од најзагрозените улици, од најзагрозениот дел од таа населба, со што покажа дека и тој и сите ние дека водиме грижа за животот на сите граѓани, независно на која етничка, верска, политичка припадност припаѓаат, бидејќи тука имаше приврзаници на дел од другите коалициони партнери на тогашната власт, а Груевски, Јанкуловска и останатите негови соработници повторно ги немаше. Како што каже и градоначалникот, би сакале ова да бидат само немили сеќавања, но подсетување што и до каде може да доведе некој луд и неразумен ум, и би завршила со тоа дека колку и тоа да се денови на загриженост, на лоша меморија, сепак се и денови на гордост, затоа што ние кумановчани покажавме зрелост, покажавме одговорност, покажавме дека не може да манипулираат со нас и дека поважно од нечии политички, криминални, терористички, било какви игри и сценарија е нашиот соживот, нашата цврста решеност да останеме тука, да живееме и понатаму комшински, пријателски, независно кој како се вика, каде работи, во која црква или џамија се моли или во какви политички убедувања споделува. Заедничка ни беше мислата дека треба да има мир и понатаму, дека треба да продолжиме со градењето на тоа што значи наш личен, приватен, но и заеднички општествен живот во Куманово. Во тоа име јас уште еднаш се гордеам со моите сограѓани и сметам дека 9 мај 2015 покрај датум за загриженост треба да биде во Куманово прогласен и датум за гордост на нашите сограѓани. Ви благодарам. Џабир, Цивил центар за слобода истиот ден излезе соопштение поводно станите во Куманово. Меѓутоа, ете и со сите заложби, соопштенија и јавни прозивки на тогашната власт, сегашна опозиција, а и на државните органи да се открие опачината на она што се случи, истите прашања без одговори кои ги мачат кумановчани ги поставуваме, ама се уште се на сила и се уште немаме одговори. Што понатаму? Јас прво сметам дека треба да погледнеме во структурата на она што подразбира истрага и понатаму судската разрешница на целата драма, односно трагедија. И може да забележиме дека има премногу
прашалници, а премалку одговори, можеме да забележиме дека бројот на шпекулации, сериозноста на шпекулациите го надминува бројот на вистински добро елаборирани факти и аргументи во поглед на оваа тема. И кога имате таква ситуација, секогаш постои простор за понатамошни манипулации и продлабочување на капацитетите да се предизвика криза. Впрочем, ние имавме еден многу сериозен безбедносен предизвик кој секако дека оние што се експерти во оваа област, меѓу другото и самиот градоначалник, да не заборавиме дека е експерт по безбедност и одбрана, можеме да забележиме дека всушност Македонија и особено овој дел во кој живеат повеќе различни етнички заедници, секогаш се држи како алатка, како инструмент за да се постигне некаква цел, која е валкана, политички, меѓутоа и безбедностна. Имаме безброј индикации за тоа дека се работеше за режирана војна. Режирана мала војна која требаше да подметне бомба во процеси кои очигледно беа незапирливи, но малку недостасуваше. Мислам дека режисерите, освен тоа што сигурно не им тргнала некоја парично-математичка операција како што треба, исто така се пресметаа во една внатрешно осозреана општествена клима во која граѓанките и граѓаните покажаа една резилиентност, еден отпор кон овој атак на нивниот соживот, атак на нивниот начин на живот и атак на нивната безбедност. Не можете вие да имате, да ги прифатите без сомнение извештаите и оправдувањата на политичарите и на тогашните високи полициски функционери, а сега дел од нив се и дел од обвиненијата на СЈО. Не можете да очекувате дека нема да фрлите сомнение и на самиот судски процес во услови кога многу факти зборуваат за тоа дека има недоследност во однесувањето на премиерот, недоследност во однесувањето на министерката за внатрешни работи, тогашна недоследност имате во изјавите и исто така многу информации од теренот од тоа време зборуваат за тоа дека самите граѓанки и граѓани во тоа мало знаеле што се случува и ја барале полицијата, барале одговори, пријавиле во полиција и биле успокојувани дека ништо не се случува, дека тие само замислуваат, дека се е под контрола. Многу е сериозен податокот дека, и тоа стои како утврден факт, дека луѓето што отишле во првите часови од операцијата биле без неопходната заштита, биле без панцири. Им било кажано, имале наредба да одат да проверат, да извршат претрес на некој си ситен дилер. 3 години подоцна, а немаме вистински одговори на многу сериозни прашања. Затоа што ако уште чекаме на одговори на ваквите прашања, вакво нешто е и текако можно во Македонија повторно да се случи. Имате конкретни прашања до тие што не водат дуге. Ама нека дојде голоска меѓу нас. Јас сум многу свесен човек зашто зборува. Немам никаква лоша намера, нити најминимална може да е кон македонскиот народ. Имам полно другари. Напротив, многу добро си имаме соживот. Ги повикувам да ја чуваат ладнокрвноста и нашиот народ, но да чуваме ладнокрвност и да седиме додека тие играат први игри, едните или другите, ние што сме? Слепи следбеници. Каде води ова луѓе? Даде ли некој некаков одговор или етичка од морална точка гледано, зошто дојдовме до ова? Да не ни го направи тоа Путин или Америка? Ние го правиме смрадот и не
нечиста што е во нашиот двор. И после велиме ни смрди. Дај да размислиме кој го донесе сето тоа. Луѓето не се криви, македонци, албанци, турци, никој не е крив. Може би имаше денови кога не лажа и не манипулира, но сега народот е свесен. Што е ова, луѓе? Јас сум крив, нека се никој не го сака. Не сакам да чуем во живот ни голема бука, не пукотница. Жртви доколку сакам нека загинам првиот. Го повикувам албанското лидерство. Али Аметти, Тачи, да се продадени, нека дојдат тука, нека бидат со народот. Ги повикувам СДСМ, го повикувам Груевски, ако е тој што го сака народот, сите ми, нека бидат со нас. Не можам ја да ги сакам децава да се плашам од нив. Не држи таа филозофија, луѓе. Од кабинети, од таму, каде ги се нивните фамилии? Се измислуваат ова ги испрати во Лугано. Тој каде ги испратил? Има некој син, роѓак тука, ратува? Нека фатат пушка, Гоце Делче ратува, Скендербе Ранко, но бил со борците, не бил во канцеларии да се крие во тунели во Петрули. Тоа е тоа. Снимајте, тоа се му видела справа. Доколку зборуваме за тероризам, национализам, тоа се измислени нешта за да не завадат. Јас тука живеам 40 години, 40 збора немам лоши со македонец или со албанец. Еве човек, нека каже некој нешто. Напротив, мило ми е што тој како македонец и јас како албанец ги свативме манипулациите што ги прават. Но се уште има доста голем број од народот што е во таква психичка состојба што не може да го свати тоа. Дајте тие мали да не заварат. Еве да продолжиме. Што од ова што тогаш го кажа, колку од ова денес би го повтори? Како прво ве поздравувам сите присутни, ви благодарам за повикот. Од сето ова што го кажав, жалам што сето тоа би го повторил, бидејќи мислам дека времето го покажа дека сето тоа држи, може би со други нијанси на елаборирање на нештата, но вистината е таа, рековме и од претходните панелисти дека вистината уште е затаена, дека одговорните не се пред извршната власт, пред судот, мислам. Метежот што се створи тогаш, како што ја нарекуваме мини војна, што таа војна немаше воена конотација, туку имаше политичка цел, што го реков тогаш, да не заплашат, да не завадат и да си осигурат за тогашната власт уште неколку децении власт, што значи некоја си, не би претерал да кажам, и некоја си диктатура тогашна. Случувањето што се случува, јас прв ден некои рекоа дека знаеле ден-два пред тоа или се слушало, се збора, и јас бев изненаден истиот ден, како обичен граѓанин, сожител со сите останати, иста болка, иста мака, иста, да речам, судбина не води под ова поднебје. Изреагирав што е сосема нормално, спонтано, може би може да се види толку бев и емоционален, не знајки времето што ќе го добијам, па се потрудев да го обземам што поголем период на нештата. Реков дека збиднувањата не се случуваат случајно, од неспособноста на економски решавања што во кои се наоѓаме, потребни ги се да стварат метеж, тој метеж го замислија во нивното сценарио со стравот што ќе го направат, едните ќе треба да бидат, ова е многу важно да се потенцира, дека кумановци, албанци и македонци не се скара, но власта која имаше интерес доведе увозни бунтовници, а конфликтот на некој начин да се препише на народот, што не е случајот и добро народот се снајде и не се опушти во такви авантури. Зборувам другото што е многу важно, а никој не го потенцира. Имаме судски процеси за одредени бунтовници, кој загинал, кој бил крив, кој бил повлечен, кој знаел, кој знаел. Многу е чудно за една држава, за едно подјебне почва како Македонија. Не сме ние ливада која нема никаков систем. Ние сме држава која има организирано војска, одбрана, полиција, тајни служби, сето тоа. Зошто никој од тие структури воопшто не даде одговорност, зошто воопшто дозволиме да влезат во Куманово, прво тие да одговарат, после протагонистите на нештата.
Не може ни јас ке сум чувар на едно нешто, се случило, ама ништо, плати ми го ар и никоме никој, ништо. Тоа е тоа во што никој нема уште смелост да го каже дека требаат структурите прво да одговарат што пуштија да дојде до тоа. Господинот Девалда го рече исто, доколку од ова не извлечеме поука, многу лесно може да се повтори, но лошото во тоа повторување со тие зли мисли, зли сценарија, сценаристот секој пат се совршува. А ние со неспособности да се спротивставуваме само со зборови и со ставови, последиците можат да бидат поголеми. Во тоа е многу некои нешто што не можам јас како индивидуа тоа да го организирам и управам. Општеството треба да се едуцира, треба да се научиме да имаме смелост да се бориме кон неправдата, невистината, разумот да не води, вредностите и да ствараме една, сите настојуваме за една Македонија развиена, европска, толерантна, сето тоа, основ за сето тоа треба простор за другиот, а не политичарите едните или другите ни продаваат патриотизам, а патриотизамот што го продаваат се основа со мржња кон другиот. Патриотизмот се докажува со работа, развијање на земјата, економијата, враќањето на достоинството на државата. Мислам тоа е. Да се враќаме на 8 нова 9 како реков 9 мај. Тоа што го кажа, прашањето беше, држам до сето тоа што го реков, бидејќи не видов дека нешто друго е докажано, дека е било организирано, дека целта била да се уплашиме, дека неспособноста за економија и сето тоа, затоа држи. Не знам што би долало уште на сето тоа. Благодарам. Маријан, благодарам на вас. Како активист кој работи на полето на интеркултурен диалог, на соработка меѓу младите во Куманово, има ли промени од 2015 наваму? Колку куршумите од 2015 се рефлектираа врз вашата работа на терен, меѓу младите, меѓу граѓаните воопшто? Тоа што ние го правиме, да кажеме, веќе 10 години се трудиме на некој начин преку вклучување на младите и креирање на еден безбеден простор за младите, тие пред се да се запознаат, бидејќи реалната слика за Куманово, иако е мултикултурна, е навистина до одреден степен, можда не како во другите градови, е сегрегирано. Па така и тоа има свој удел во креирањето на општествената кохезивност, односно на довербата помеѓу различните заедници во Куманово. Ние тоа го работевме, да кажеме, и пред 2015, но за жал до тогаш на некој начин потребата од градење на меѓусебна доверба падна на втор план. Да кажеме, можда ова е бидејќи и многу зависи бидејќи цивилното општество да кажеме и навистина е независно од финансиски од страна на државата, односно на институциите кои сега мислам дека почнаа помалку да размислуваат о тоа како да го поддржат граѓанскиот сектор, но и од донаторската заедница. И како тие ќе постават приоритети, на тој начин и се движи во Македонија во целост, да кажеме, пошироко и се поставуваат и приоритетите во цивилното општество. Па така можам со сигурност да кажам дека пред 2015 навистина не беше приоритет да се работи на, или многу мал приоритет беше да се работи на тоа да се гради, да се гледа сериозно и да се работи превентивно во градење на доверба и соживот посебно помеѓу младите на градот. Тоа што направи е сега пак тука жалам, бидејќи секогаш треба кај нас нешто да се деси, па да се реагира. Многу ретко се работи превентивно, секогаш се работи како реакција на нешто. Па така секако дека сега имаше некои механизми и начини како тоа да се подобри. Тоа што направивме заедно со ОПСЕ е бидејќи од тоа што спомна и претходните соговорници е дека навистина немаше некоја реакција официјална и тоа за
обичните граѓани не се знаеше дали е завршено, што се случува фактички 2 недели потоа, не знаеш дали да излезеш од куќава, дали се навистина каква е реалната ситуација. Ние како граѓански сектор, да кажеме како организација која делува во Куманово, чувствувавме морална одговорност да направиме нешто за посебно за младите, бидејќи не сакаме ова да ги погоди критичната група, односно младите од Куманово, кои исто така може да има навистина големи последици во нивниот понатомошен живот. Според вас лично, како жители на тој крај, наречено на селбата, каква е денес ситуацијата, какво е денес нивото на довер? Меѓусебно довер на различните етнички групи. Јас можам да кажам од аспектот на младите, бидејќи секој ден работиме со нив и навистина младите сегогаш се малце по идеалисти, така да навистина покажуваат елементи на тоа дека сакаат да станат не припадници на одредена етничка заедница, да кажеме на таа класична смисла како што нивните родители, може да кажеме, или други генерации ја сваќаат, туку на некоја по да кажеме некој по граѓански современа концептна заедницава, каде што пред се базира на нивно активно вклучување во заедницата. Тие да бидат чинители за промена, тие да бидат чинители кои ќе направат некоја видлива промена во тоа, може да биде и во нивната локална средина, да кажеме, но и пошироко во градот. Колку тоа е возможно, навистина не радува дека имаме работиме со таков вид на млади, со таков вид на умови, но од друга страна навистина имаме пречки од страна на сваќањето на другата страна, односно на донесувачите на одлуки на сите нивоа, како тие ги сваќаат и колку тие сакаат да имаат таква младина која проактивно размислува за реални промени. Не само за, да кажеме, за собери и така натаму. Па видите, довербата сега на денешен ден, за разлика од пред 3 години, мислам постепено се враќа кај народот, иако не е тоа што треба да работиме се повеќе на тоа, но кога велиме да градиме, треба прво да ги отстраниме тие кои ја рушат довербата помеѓу народот, едниот, другиот, и поединците, групи, партии, било кој. Треба некако легислационно да се реши тоа, нема да е претерано доколку се доведе некој си закон тамо кој забранува потикнување на мржња кон едниот, кон другиот. Но мислам да се практикува, во тој постои, но не се практикува. Кога реков да се донесе, да се практикува и да сносат одговорност тие што го прават тоа, бидејќи омладината, ако се враќаме, омладината е поотворена, другачи гледа, бидејќи старите генерациите многу ги гледат работите со предрасуди и ми рекол ти реков, детето е дете што го знаеме сите, чист лист бел што ќе пишеме на него, тоа ќе си го читаме. Затоа треба прво како поединци да се едуцираме, да едуцираме фамилијата, па после општеството и да очекуваме плод. Не можеме плод за толеранција, развиток или демократско општество само со посакување. Треба работа која е веќе започната, треба нерви за сето тоа, треба време, но мислам дека сме на добар пат и дека ќе успееме во сето тоа. Јас мислам дека мораме да се соочиме со фактите дека Македонија е длабоко сегрегирано општество се уште и дека имаме многу сериозна потреба од пронаоѓање, обелоденување и осуда правна, но секако и политичка и јавна осуда на сите кои се обидуваат Македонија да ја уништат во секоја смисла на зборот, а тоа можат да го направат само со или најефикасно можат да го направат со етничка и со верска
поделба и со повикување на омраза, па и екстремно насилство. Радикализмот во Македонија не е новост, тој има добри корени зафатено и мислам дека и убеден сум дека радикализмот е всушност спонзориран од институциите, додека на власт беше една криминална клика предводена од главниот осомничен во процесите на СЈО. И сметам дека Македонија мора да биде многу порешителна, еве и на овој свечен ден, да повикам и во име на Цивил Центар за слобода и во своје име да ја повикам Македонија да биде многу порешителна. И кога велам Македонија, тоа значи институциите пред се, бидејќи вие ако немате институции кои реагираат превентивно и се разбира во делот од превенцијата да промовираат вредности кои се навистина соодветни на она што ние го видовме од овде присутните кумановци и тоа што го гледавме на снимките во тоа време, да биде навистина испочитувано и спроведено во дело. Законот навистина мора да важи за сите и за сите да важи подеднакво и во секое време, без калкулации. Ние во изминатиот период видовме и една турбулентна серија настани кои беа поврзани со една сообраќајна незгода со смртни последици или пак беше нешто друго во прашање. Гледаме дека институциите и оние во рамките на институциите како што се судиите во правосудството се уште се упорни во одржување на судството или на судската практика како една од најомразените, една од најпрезрените и една од највалканите области во живеењето на една држава. И тоа мора да се прекине, затоа што може да представува оној дел во кој може да се отвори таа спирала на насилство, бидејќи тоа е многу лесно да се постигне. Тоа е просторот. Просторот е во нашите глави, каде што ние мислиме дека оној другиот не е доволно вреден да влезе во мојот кафич или да влезе да добие подеднакво добра здравствена заштита од докторите или пак други услуги во општеството и во државата. Тоа е просторот кој ние мораме да го лекуваме, бидејќи тоа е болеста.